Добре ни дојавте, почитувани гледачи, во новото издание на емисијата Неделен микс. Јас сум Марија Латиновска и со големо задоволство денеска ќе ги дочека моите гости за да разговараме на теми од културата, теми кои што ќе не облагородат. Таков и примерот и со мојот прв гостин денеска. Станува збор за поет, писател, новинар исто така и човек кој е многу посветен на духовноста. Нешто што ни е во ова материјалистичко време и тоа како потребно. И токму затоа го викнав на разговор кај нас во неделниот микс. Станува збор за господинот Душко Кралевски. Добре ни дојдовте. Добро ви најдов, благодарам за поканата. Секогаш ми е задоволство, особено затоа што секогаш од вас, Душко, може нешто да се научи. Така и денеска. Веднаш ќе започнам со изданијата кои што ни ги донесовте. Станува збор за мисловни соочувања со 250 класични мислители. Имаме како две изданија. Едно во ваква, со пократка верзија, но почитувани гледачи имаме тука едно поголемо издание. И внатре, колку што можев да видам, се мисли од различни филозофи, научници, јавни личности, кои што вие ги имате собрано во овие книги. И навистина, секоја чест за тоа. Благодарам. Сега кажете ни колку време ги подготвувавте мислите, како ги складиравте, ги подготвивте? Така, значи оваа книга веќе 5-6 години ја пишувам, а предпоставам дека и претходно многу долги години сум ја подготвувал, а суштината на книгата е диалогот, односно диалозите. Ние луѓето најчесто сме склони кон монолози. Слушај се, а ти не знаеш, јас ќе ти кажам. Меѓутоа, од долги монолози на луѓето им премногу здодевно и нема суштинско влијание. Меѓутоа, влијанието е поголемо кога се води диалог. И јас во книгата таа поголемата и во помалата, значи наоѓав мисли од познати мислители и се трудев тие да видат нивните најпознати и најуспешни мисли, а јас на нив се надоврзував со свој коментар, односно со реплика, и така стигнав до бројката. Со текот на годините таа бројка се зголемуваше. Минатата година кога гостував овде беа 180 плюс 189 класични и модерни мислители, а годинава има 250 плюс 250 и мислам дека таа бројка ќе биде конечна. Доволно е, затоа што кои ќе ја видат колку е голема, ќе се исплашат луѓето, дека многу има за читање. А во суштина нема многу за читање, бидејќи се тоа кратки мисли. Ако и не мора да седне и наеднаш да ја прочита, туку секој ден ако си ја чита по една страничка, по неколку мислители, еден мислител, доволно е за да има теми за размислување, а и поучни работи од кои може да извлече pouка и да ги живее тие нешта. Апсолутно е така. Кажете ми, кој вас ви остави најголем печаток? Може ли да се издвои? Па, интересно е дека јас уште од дете сум ги сакал филозофите и писателите, меѓутоа за мене тие биле големи и недостижни личности и прашање колку сум можел со нив да водам вистински диалози, иако од дете сум се трудел да одговора на прашањето што сака да каже писателот, мислителот, што му било целта, што му било идејата. И како раснев, така се продлабочуваше мојот период и некаде на мои 18-19 години почнав да ги истражувам и најпрво оние хумористично-сатирични мислители, па народни поговорки, па овие филозофите и така натака. И јас на нив уште тогаш си се надоврзував и не си имав некои своји размислувања и често ги употребував во разговорот. Некојаш кога за да ги проверам луѓето, ќе кажам тој и тој мислител кажал вака, всушност не кажал тој, туку јас сум го кажал да проверам дали ќе свата дека е од моја, дека е моја мисла. Дури има еден таков афоризам, вели неволјата на сиромашниот човек е што сам мора да ги измислува цитатите од познати личности. Јас во тој период така се трудев и да речеме доста бев успешен, ретко кој ќе откриеше дека некои од тие мисли што јас им ги припишував на познати мислители се мои и од тоа време до денеска така, нели, во таа насока се трудам. Многу се интересни, многу се поучни, бидејќи станува збор навистина за личности и од
подалечното минато и од сегашноста буквално, од различни категории, различни профили на луѓе. Еве да прочитаме Сервантес што има кажано. Добро. И потоа вашиот коментар на тоа. Кога има леп и тагата е полесна. Сервантес го има кажано тоа, а вие имате надополнето. Ваков е овој свет. Најпрво борбата е за леп, потоа за преку леп погаче и колачи, а кога тоа ќе се оствари, останува борбата за повеќе и повеќе моки. Чиста вистина. Да. Да, интересно е, Сервантес е еден од најпознатите писатели и сега нели луѓето го познаат во лектири, застапен, меѓутоа малку кој знае дека тој, иако бил воен херој и без една рака, немал услови за живот. Многу сиромашно живеел. И затоа кажал таа мисла за леп, дека многу тешко луѓето да преживеат во овој свет, а камоли за нешто повеќе од тоа. Меѓутоа, без разлика, јас верувам дека некојаш и самата сиромаштија, самата неволја го тера човекот да размислува подлабоко, да ги осознава подлабоките вистини и ако успее да се соочи со тие предизвици што му ги нуди животот, може навистина да направи нешто повеќе, посебно за Сервантес, нели Дон Кихот го сметаат еден од познатите романи што извршил најголемо влијание во човештвото. Значи, ете гледате како животот нели ни нуди предизвик, ама и ни нуди и можности за само докажување и само реализација. Така, и не знаеме како може сето тоа, нели, жилбата може да вроди навистина со голем плод. Така е, така е. Нели, ете, претпоставувам и многу други историски личности не очекувале дека ќе постигнат толку големи резултати, зборувам и за научници, за писатели, па сепак направиле големи дела и оставиле. Обично големите луѓе се скромни и немаат некои големи очекувања, а дури и тоа е Божјиот принцип. Он вели, во светот ќе го изведам тоа што не се цени, не се почитува, ќе му вдахнам дух и тоа нели ќе стане нешто големо. И најчесто луѓето, еве сега нели го прославивме Рождеството Христово, сега прашува зашто Христос се родил во пештера, нели во јасли таму што било нели штала, ем пештера, не се родил како царски син. Нели па кој ќе дое на власт, па да направи некои декрети, не знам, закони и така натаму, па полека нели тие закони и наредби негови да почнат да се применуваат меѓу луѓето, а он се родил на периферија. Так. Точно на најдалечното место од најнепочитувано, меѓутоа уште тогаш постоело мислата од трњето кон звездите. Тоа е латинска изрека, значи од нешто најниско па да се искачиш кон нешто возвишено. Тоа најчесто луѓето го кажувале за некој на власт што ќе дојде или што ќе постигне голем успех или голема моќ што тргнал од најниското место па се искачил на најголемо. Да, има многу случаи такви. Да, а меѓутоа и тоа е истовремено и духовен принцип. Еве јас често сум читал такви приказни, такви анегдоти. Таткото е, да речеме, моќен бизнисмен, има моќна компанија. И сега синот, ако не е доволно мудар, ќе го стави до него да биде како негов заменик, така натаму, меѓутоа ќе погреши. Треба да го стави на најниското работно место и да не каже дека е негов син, дели синот полека да ја сознава работата и да си се движи по таа иерархија и кој ќе дое да биде негов наследник, да го знае, да ги цени работите и тие ќе го ценат, зашто ќе речат, па и ние бевме со него, меѓу нас беше, ама и он низ тој процес треба и да учи од другите луѓе што биле нели на тие работни места, а он кој ќе се возвиши, тие да имаат нешто заедничко со него и да имаат што да споделат. Така, тоа се убави вредности, уште од мали да се учат децата. Да прочитам уште некој од мислите. Може. Имате вие некој предлог? Не, кој што ќе ви дојде таму. Еве може од познатата Менлин Монро да прочитам. Да. Јас сум добра, но не сум ангел. Грешам, но не сум ѓавол. Јас сум само мало девојче во голем свет кое се обидува да најде некој што ќе го сака. Да. Добро ни е позната и биографијата на Менлин Монро и сето тоа, еве што велите вие на тоа. Да. Во светот е опасно да останеш недораснат и наивен како дете. Оти ќе те измамат и искористат типови со ангелски изглед и ѓаволски карактер. Многу
многу силно надополнето на кажаното на Мерлин Монро. Да речеме еден пријател кој виде дека сум ја застапил Мерлин Монро, па што си ја ставил сега ова? Затоа се уште имаме, нели, мислител треба да биде некој филозоф, некој писател, некој научник, некој, кај знам, музичар и така позната личност. И меѓутоа јас тука ставив и Мерлин Монро и други глумци така што естрадни личности, затоа што секој личност има, ако има што да каже, не е важно од која позиција. Значи, на било која позиција човек може да го освести својот живот и да каже некоја мисла што ќе биде мисла водилка и прифатлива за голем број луѓе и обратно. Има, да речеме, голем мислител што кажал, вика, мислите, глупостите на големите луѓе во светот поминуваат како мудри мисли. Значи, некој има така свесно, тие се манипуланти, свесно кажува голема глупост, а луѓето, леле, колку мудро кажува. Па добро, кога станува збор за Мерлин Монро, многу може да се научи од незиниот живот, нели, како не треба или одредени ситуации, така што... Па во самиот пример, многу е опасно човек да биде дете, наивно дете, нели она тоа го кажа, како едно девојче во светот на возрастни, ќе те искористат. И примерот незин, и не само незин, многу други такви луѓе лошо поминуваат во овој свет, затоа што не смеат да само да бидат наивни. Тоа Исус Христос тоа го кажува вака. Значи, бидете невини како гулаби, но и мудри како змии на своите ученици. И што сака со тоа да кажа? Значи, да ја имаат невинноста, искреноста, честноста во себе, ама да не видат само тоа, туку треба да видат и од мудростта на змии. Во тоа време змиите ги сметале за мудри суштества, бидејќи тие, нели, на најлесен можен начин доаѓаат до пленот и повеќе е символ на лукавост отколку на мудрост, ама треба да знаеш дека во светот има и змии. Точно, дека не е се наивно. Да, искуството на таквите луѓе треба на таквите ситуации човек да ги знае и да знае кај се наоѓа. И некако мудрост да извлечеме од нивните животи од ситуација. Душко, ви исто така имате и друг проект, станува збор кој што го почнавте минатата година, станува збор за книгите од А до Ш, значи 365 плюс еден аспект на љубовта за секој ден од годината. И како што спомнав, минатата година го почнавте, но сега го завршивте. Така е. Да, минатата година кога разговаравме, јас го најавив овој проект и вие ме запрашавте дали си задам некаква задача, некаков предизвик. Тоа беше мојот предизвик за годината што помина. И интересно е дека јас очекував таа книга да ја завршам при крајот на минатата година, меѓутоа јас се завршив некаде на средината. Да, ја завршив на средината и имав доволно време за да направам уште еден проект. Значи, понекогаш ние, луѓето од мрзеливост или од така, си даваме преголеми рокови, а некогаш, ако сме вредни, ние наместо еден ќе направиме два проекта или повеќе, не само за да покажеме својата вредност, туку да завршиме работата, ако можеме порано, зашто да не ја завршиме порано? Зашто мора да чекаме? И јас тие 365 плюс 1 аспект на љубовта многу лесно ми одеа, затоа што тоа беа зборови, општо познати зборови од А до Ш, и јас доволно беше зборот да го најдам и веднаш ми асоцираше тој збор на одреден аспект на љубовта и така јас ја завршив. Оваа книга може многу нешто да прочитате. Многу се корисни, многу се убави. Како што спомнавме, буквално секојдневно да си ги препрочитуваме, за да не облагородуваат. А ете да ми објасниме на гледачите зошто плюс еден аспект. 365 тоа за престапна година. За престапна година, така. Стрплив, трпелив. Да. Мислителот вели, кој што ќе изгуби стрпливоста, го губи присуството на духот. А народот трпение, спасение. Може ли некој да биде стрплив, а да нема љубов во себе? Може, ако е лукав и одмазлив и го чека вистинскиот час за своето недело, но не е можно да имаш љубов без трпение, зашто љубовта е долготрпелива и за разлика од лукавост и одмазливоста не памти зло и не возвраќа со зло, туку со љубов, вистина, добрина.
Така. Прекрасно кажано. Да, значи овде ќе се надоврзам на апостол Павле, кај што он ги кажува таа одата на љубовта, една од најцитираните творби за љубовта во светот, кај што вели љубовта е долго трпелива, љубовта не помни зло, љубовта секогаш е добра и така натаму. Значи сите позитивни аспекти на љубовта ја кажува и ние можеме тоа да го прочитаме и да не му дадеме некој знач. Па добро, така е. Меѓутоа, ако се подлабоко погледаме во сето тоа, можеме да ги откриеме тие аспекти во нашите животи. Дали ова го применуваме? Дали сме трпеливи? Дали имаме љубов за другите? Или пак трпението нас не заради одмазливост, нели? Ќе дојде колце на тркалце, ќе призе, ќе види. И многу има такви примери, нели? Кога еден се наоѓа во една помоќна позиција и го малтретира овој пославиот и он трпеливо го чека, онда дојде на помоќна позиција, па да му врати. И најчесто така се случува. Да му врати, да му врати. Најчесто тој круг се врти. Мислам, сите сме биле во сите ама тоа не е љубовен пристап кон нештата, туку не само кон љубовта, него мислам кон се, дури Исус Христос е многу исклучително добар автор и прифатлив од една страна прифатлив, од друга неприфатлив, затоа што вели сакајте ги, љубете ги вашите непријатели. Па ние пријателите не можеме да ги љубиме, камо ли непријателите. Меѓутоа тоа е еден голем предизвик што се става пред секој човек љубовен и духовен. Значи Исус вели лесно е да им правиш добро на пријателите, на тие добро што ти прават. Ајде, направи добро на тие што не ти прават добро и не ти мислат добро. И како сме Душко ние како народ, кога ти кажавме овие мисли сега во однос на доброто и злото? Да. Па мислам дека ние како народ сме самокритични и кога ќе правиме разговор во некое друштво, веднаш македонците се вака, ние сме вакви, ние сме такви. А ако слушнеме некои гости кои доаѓаат во Македонија, јас не сум чул некој лошо да си поминал. Точно, да. Баш фалат добронамерноста, гостолюбивоста и така натаму. Секогаш се македонците отворени и гостолюбиви луѓе. И така што верувам дека ние не сме полош народ отколку другите, меѓутоа се уште мислам дека како народ не сме на таа висина што треба да бидеме. Има сега една интересна работа, во Америка има 20 македонски цркви. И луѓето кои ќе прочитат македонска црква во Америка си мислат дека се од наши луѓе македонци, ама не, претерно се црнци. Да. Како? Да, значи, сега интересно е како црнци не верувам? Сега ќе ви објаснам. Еден пријател таму кога отишол во Америка и праша: "Зошто сте вие македонска црква?" А вика: "Ние сме како древните македонци. Тие вика со трпение и со љубов чекале некој да им го објасни Словото Божие. Доаѓа апостол Павле, затоа е повикан од Македонија. Он сакал на друго место да оди, во Мала Азија. Меѓутоа човек македонец се вели во тоа писание, во Библијата, го повикува дојди во Македонија. И вика: "Ние сме како древните македонци што сака Словото Божие да им дојде, некој да им го објасни, некој да им го проповеда." И затоа се тие македонски цркви, а ние македонците се откажуваме од македонството. Не само од патриотски причини, туку што не разбираме дека да бидеш македонец, тоа значи да одредени вредности, што уште од древни времиња, да речем, апостол Павле исто ги фали македонците од тоа време, дека биле многу хумани, многу солидарни. Да. Голема помош испраќале во Ерусалим, кај што имало несреќа, македонците биле најхумани и најмногу дале помош, иако биле сиромашни. И тоа го нагласува апостол Павле. Значи, гледате, таа една особина што може од древни времиња ја имаме и можеме да продолжиме да ја негуваме, или пак како денес е во една политичка ситуација, двете водечки партии се надпреваруваат колку полош став ќе имаат по одбрамен став кон бегалците што доаѓаат, а забораваа дека Исус Христос бил бегалец со неговото семејство, бил принуден заради тоа, бидејќи прогонет од тогашниот владетел во Израел, да побегне во Египет. Значи, треба ние луѓето да бидеме солидарни, да бидеме хумани, ама и да не бидеме наивни, како ова што ни беше, предходно што го кажаме, некој да ни подметнува,
а ние наивно да прифаќаме. Туку баш она хуманоста да се ја негуваме таква како што ја имале нашите предци од древни времиња до денес. Така, зависи во кои ситуации таа хуманост, како што спомнавте, да не сме наивни колку што се може, па сега. Да. Еве да прочитаме уште една мисла. Желба, желби. Се согласувате? Желбата има женска природа. Една желба раѓа 2, па 4 и така се множат до бескрај. Блиските често ни посакуваат да ти се исполнат сите желби. Мислејќи ни посакуваат среќа, а не туркаат кон несреќа. Љубовниот човек нема желби, туку потреба да изрази својата љубов во сите можни форми и облици за општо добро. Само така може да одрази боженственоста на кој припаѓа. Исто преубаво кажа. Да, ова ми смирира, нели најчесто за Нова година и по други поводи ти викаат да ти се исполнат сите желби. И они мислат дека така ти посекуваат добро. А во суштина желбите имаат, како што велам, женска природа. Тие се размножуваат по аритметичка прогресија, нели една желба раѓа 2, 2, 4, така нема крај. А потребата е друго, има друга природа, кој ќе задоволиш потребата, нема потреба, веќе си задоволен. И значи ние тука имаме потреба, освен тие кажем материјални и други потреби, најголема потреба е да примиме љубов, ама и да дадеме љубов. Оно што човек има љубов во себе, поголема му е потребата да дава отколку да зема. Нели поголем благослов добива. Не заради друго, сега ќе рече хумани. Не, благословот е поголем кога даваш љубов отколку кога примаш љубов, затоа што примањето љубов и народот има или било што има една поговорка, му даваш мал прст, тој цела рака ќе ти ја побара. Тука треба нели да се внимава на кого му ја даваме. Да, на кого му даваш. Од една страна, види, треба да внимаваме, од друга страна треба да даваме бидејќи нашата природа да е таква. Така. Се зависи од другата страна, ние не можеме да знаеме што ќе направи со тоа што го даруваме, меѓутоа после извесно време, ако видиме дека нели има отворена уста незаситна, некој така нели во народот, со тие луѓе треба малку да се дистанцираме од нив и меѓутоа да се задржиме љубовта и да ја споделуваме. А во однос еве на желбите, мислите овде имате напишано а не туркаат кон несреќа. Сакате да кажете многуте желби. Многуте желби, да. Значи не туркаат кон несреќа затоа што постојано како што реков не тераат кон нешто повеќе. Тоа е многу карактеристично за богативе луѓе, милиардериве да речеме. Да. Сега каква разлика има дали имаш 1 милиарда, 2 милиарди, 5 милиарди, 10 милиарди, ти си ги имаш, можеш сите желби да ги задоволиш. Ама на таа незаситна желба, јас би рекол не толку за материјална нешта, колку за моќ. Значи, една моќ има некој што има човек 1 милиарда долари, а друга има 10, 100 и така натаму. Колку има повеќе пари, толку сака да управува со повеќе луѓе околу него. А суштината на духовниот човек не е да управува со други луѓе, туку со себе, со сопствените мисли, со сопствените чувства, зборови и дела. Значи јас имам презиме Кралевски и сум размислил дека никогаш не сум сакал да видам владетел. Меѓутоа сум сакал да видам дворски шут. Зошто? Зошто? Затоа што дворскиот шут најчесто иако нели шут будалетинка, тој бил најпаметниот човек во царството. И сега морал да најде начин како да ја каже вистината, а за владетела да биде прифатлива. И само тој можел да каже некој вистина. Да, улога, не? Да, многу тешка улога. Само тој можел да ја каже вистината и да остане жив. Така. Еве може да прочитаме за тело, душа, дух. Да. Исто и тоа е многу корисно. Мудрецот рекол: без љубов телото е темница, каде душата го отплатува своето присуство. Има многу телесни, помалку душевни, а најмногу духовни луѓе. Зашто ќе се приврзе душата? За телото или за духот? Ако е првото, страда заедно со телото. Ако е второто, се возвишува и шири насекаде, заедно со возвишениот дух. Љубовта определува се. Така. Прекрасно. Сите мисливи се, навистина, кој од кој поучни, кој од кој не облагородуваат, преубаво. Душко, еве сме сега во овие, да кажам,
празнични денови каде што сме заедно и со семејството и со најблиските, почнува новата година. Какви да бидеме оваа година според вас? Што ни недостасува во овој 21 век? Па, единствен вистински совет е да бидеме своји. Значи, проблем во овој вако свет што луѓето се поводливи. Значи, посебно на млада возраст, луѓето се поводливи, еден нешто ако направи, одмак другиот сака, нели истото да го има, а суштината е дека ние сите сме посебни, сите сме автентични. И треба да ја негуваме својата својост, својата посебност, а од една страна да бидеме различни од другите, меѓутоа да тежнееме кон заедништво. Значи, само меѓу различности може да се направи единство. Дури има еден афоризам, вели, таму кај што сите мислат исто, никој ништо не мисли. Нели? А колку, нели, сакаме сите да бидеме истомисленици, да им се наметне, нели, тој што е помоќен им го наметнува мислењето на другите, а така ги обезличува. Да. Дури има еден древен филозоф, му вели, му позајмил пари на пријателот. И тој секогаш после тоа се согласува со него. Како ќе каже овој, тој потврда. И овој се во еден момент се налутил, или врати ми го долгот, или спротистави ми. Да знам дека сме двајца. Значи, не е природно ние да се согласуваме за се, туку да си бидеме различни, ама да тежнееме кон единство. Тоа би кажал како. Така, апсолутно. Во однос на мислите и на она што го имате направено, Иве, да спомнеме, значи, овие тука тие се исто од истата едиција. Книга, само две во помала форма, а ова втората книга што ја направив во втората половина на минатата година, тоа се ревизии на љубовта, има околу 300 и суштината на овие љубовни пораки е многу слична со ова претходната книга, ама овие се напишани претходно, во изминатите децении и најпрво сакав да ги вклучам во оваа претходната книга, ама премногу ги имаше за да бидат сите вклучени и беа различни по концепт и затоа ги собрав сите своји љубовни пораки во оваа книга и ги нареков ревизии, затоа што од една страна тогаш кога сум ги пишал, тоа биле мои визии за љубовта, а сега накнадно минатата година со дистанца од можеби од години, од децении, некои корекции сум правил и затоа се ревизии на љубов. Еве, Душко, ако се согласувате, може да прочитаме мислата "Добивка од љубовта". Така. Кога вистински љубиш, прво се добиваш себе во љубовта, а го губиш стравот во тебе и себе си во стравот. Кога вистински љубиш, ја добиваш вистината за сојузник, ја губиш лагата како лажен пријател. Ги развиваш сите доблести, ги надминуваш своите слабости. Кога вистински љубиш, добиваш се што е божествено, губиш се што е ситно, човечки. Кога вистински љубиш, ти не си ти си тоа што е присутно во се, а најмногу во љубовта, мудроста и вистината. Преубаво така, емотивно, љубовно, преубаво кажано. Кажете ни, Душко, каде можат гледачите да си ги добијат мислите и книгите? Па, овие мисли јас најчесто ги објавувам на Facebook страницата моја Душко Кралевски, а на моите пријатели и блиски луѓе по одредени поводи ги подарувам. А ако се зближа со мене, ако успееме некаква блискост, пријателство и познанство да изградиме, ќе успеат, нели, за одреден повод да ги добијат, посебно овие маливе книжки, затоа што не е проблем, за нив сум доволно финансиски моќен, нели, да ги отпечатам и да ги подарувам, а оваа големата книга е доста, би рекол, и неевтина за печатење и таа за многу треба да има посебен повод и да проценам дека таа личност што ќе ја подарам оваа голема книга ќе има трпение да ја прочита. А зошто од двете страни или така? Да, значи класични се од едната страна, а модерни од другата страна. Значи таа од двете страни е книга и затоа сакав да видат во една книга застапени, бидејќи всушност е еден проект. А можев и две книги да бидат, меѓутоа проценам дека вака е подобро. Апсолутно. Што ќе ни порачате мене на гледачите за крај на интервјуто во однос на она што вие го работите, во однос на духовноста, на она што треба да ни ја храни душата? Значи, јас би им препорачал да направат единство помеѓу
активноста и неактивноста, помеѓу работата и размислувањето. Значи, понекогаш е многу поважно човек да седне, да размисли, и отколку цело време нешто да прави. Интересно е дека познатиот Аристотел е еден од најприсутните мислители во светот, е најпознат, а во големата енциклопедија на мислители од што беше издадена во југословенско време од Загреб, беше застапен само со 2 мисли. Само 2? Да, јас се зачудив, затоа што голем мислителе, и меѓутоа тие 2 мисли се спротивни една на друга. И е многу интересно. Да речеме, првата мисла, негова најпозната е дека човекот е политичко суштество, а во тоа време политичко значи општествено, полис значи заедница. Значи човекот треба да биде да живее во заедница и во заедница се изразува тако како што е. А другата мисла вели, седејќи и размислувајќи, душата станува свесна за себе и полезна. Сега поентата е, значи, од една страна ние сме суштества што ни треба заедница, заедништво, од другата страна треба да видиме сами и да размислуваме. Значи, интересно е дека и едното и другото е на состојба, природна состојба на човекот, понекогаш е нагласана едната активниот принцип кај него, а другиот е тој размислувачкиот, мислителскиот принцип. И најуспешните луѓе ги имаат тие два принципи споено, кога треба да седат и да размислат, размислуваат, кога треба да действуваат и успешни се и во едното и во другото. И тоа е многу корисно. Значи, ете и најголемите уметници и научници, нели, кога биле сами со себе, го стават фокусот на она што го работат, на она што допрва треба да се сработи, или кога има гужва, кога има луѓе, не можеме тоа да го направиме. И секому му е потребно малку време сам со себе. Малку мир и време за размислување и за преиспитување. Знаеш, и тоа е многу важно. На крајот на годината посебно се преиспитуваме што сме направили ова година или на крајот на месецот, на крајот на неделата, меѓутоа тоа треба да ни даде некоја инспирација за следен пат понатаму да направиме нешто поголемо. Јас сега минатата година ви кажав што ќе работам ова, а следната година јас немам намера да пишувам вакви книги, туку да си водам еден дневник во кој ќе ги забележувам моите соништа, моите размисли и случувањата и нивната координација, односно синхронизација. Синхроницитетот помеѓу соништата, мислите и случките, и тоа ќе биде чисто само за мене, затоа што понекогаш важно е тоа што го размислуваме, тоа да им се обраќаме на другите, меѓутоа многу поважно да се обратиме себе си и таквите синхроницитети во нашите животи. Еве, например, последниот синхроницитет беше ти, драга Марија. Јас размислував за тебе, за минатата година која правев емисијата и ти ми се јави по телефон. Значи, има нешто. Има блискост некоја, тоа е синхроницитет, значи совпаѓање меѓу една душа и друга душа и од тоа совпаѓање треба да се роди нешто добро и убаво. Ето како ова емисија, ова интервју. Кој што секогаш е преубаво корисно и за мене, но секако верувам дека и за гледачите секогаш е корисно да се разговара со вас и навистина имате многу што да ни кажете. Јас ви посакувам и во оваа година да имате инспирација за пишување, за убави мисли, да шириме љубов, позитивна енергија и нели добро здравје секому, тоа е број 1. Ви благодарам многу, Душко, за гостување. Благодарам за поканата. Јас се надевам дека нашата соработка ќе продолжи понатаму. Со големо задоволство. Може би треба и во текот на годината и неколку пати да имаме вакви разговори. Добро, зависи од темата, од темата. На конкретна тема, сега нели пак поширок разговор водевме, меѓутоа може и за по-конкретна тема и да видиме кои се моите размисли, кои се вашите, може би и на некои други, тука мислители или познати лица што како размислуваат за определена тема, а гледачите ќе се излеца заклучок. Така е. Голем поздрав, до скоро видување, се надевам ќе имаме повторно теми за разговор со господин Душко Кралевски, писател, поет, новинар и гледате колку убави мисли има тоа е напишано, така што ете убаво е да се свртиме сите кон духовноста и кон убавата реч. Почитувани гледачи, бидете заедно со нас, за кратко имаме нови гости во студио.